Денеска за прв пат на Охрид Ньюз започнува емитувањето на серијалот емисии насловени како Охридски разговори. Во оваа емисија, која ексклузивно ќе се емитува еднаш неделно на водечкиот интернет медиум во регионот, ќе разговараме со еминентни личности во области и за теми кои се актуелни. Првиот од серијалот Охридски разговори го водиме со Петар Поповски, затоа што сметаме дека успешните приказни треба да се раскажат, а приказната на Петар и тоа како е успешна. Тој е електроинженер, доктор на науки, професор на Универзитетот во Aalborg во Данска. Таму е прогласен за најдобар професор од страна на студентите. Исто така во 2009 година е избран за елитен млад истражувач. Со Петар разговараме во Охрид, разговараме за неговата област, телекомуникациите, каде ќе оди светот натаму, дали човекот станува зависен од технологијата, како интернетот ги победи другите медиуми, зошто Wikileaks го потресе светот, како талентираното момче од Охрид стигна во светскиот научен врв и што прави таму. Во Охридски разговори со Петар Поповски. Следете на. Како што напоменав, работите на телекомуникации, развојот на нови технологии. Кои се трендовите денес во светот? Каде се движат? Каде е Македонија, можеби тука? Јас се занимавам со истражувања претежно од безжичните телекомуникации и тоа е дел од наука и технологија кој што на еден многу непосреден начин сите нас не афектираше. Значи ние пред 20 години никој од нас немаше мобилен телефон, сега никој од нас не може да замисли да нема мобилен телефон. Значи таа е клучна разлика меѓу пред 20 години и сега. И она што е тренд е дека таа технологија станата многу зрела. Значи да направиме на паралела со електрична енергија, кога се појави електричната енергија, за луѓето беше интересно да гледаат сјалица како свети, не знам, мотор како работи и сето тоа. Меѓутоа со тек на време стана толку зрела технологија што секој од нас секогаш претпоставува дека секаде има струја, ние не ни прашуваме, така само уклучуваме. Тоа се случи во многу пократок циклус со безжична технологија. Сега ние не прашуваме дали некаде има покривка од мобилен телефон или слично, него само го уклучуваме и очекуваме да функционира. Трендовите од натаму да не само во се уклучуваме со мобилен телефон, туку да секаде имаме покривка со интернет, како што сега имаме со Wi-Fi. И најголемиот тренд е можда дека безжичните комуникации влегуваат во комуникација меѓу машини, со машини. Луѓето денеска не можат без мобилните телефони. Тренд е во последно време користењето на така наречените паметни телефони како што е iPhone-от. Колку знаеме за овие комуникацијски машини? iPhone ги промени работите во мобилна телефонија, ги промени работите и за истражувачите, да речем, во телекомуникации, например, кој што да се фокусира. А мислам дека и створи огромни проблеми за мобилните оператери, затоа што почнуваат луѓето да земаат многу различни содржини од интернет, многу видеа и слично, и мрежите оригинално не се планирани за тоа. И сега ако разговарате со најголемите оператори, како што се Vodafone или во France Telecom и слично, тие кажуваат дека еден од најголемите проблеми е тоа што луѓето почнуваат да имаат се повеќе тие смартфонс како iPhone и слично, дека луѓето се повеќе користат Facebook, се постојано уклучени, постојано имаат некои апдејти, постојано гледаат видеа на YouTube и мрежите оригинално најоригиналниот облик биле планирани за луѓето да зборуваат и да испраќаат некои пораки или некоја лимитирана мултимедијално. Да, и за мултимедијални се планирани. Ние десетина години во истражување зборуваме дека идните сервиси ќе бидат мултимедијални, идните ќе бидат мултимедијални и слично. Меѓутоа работите не одат во истражување и во тоа што се појавува во реалност толку брзо. Кој кого сега не може да следи? Малку е потешко кога во еден оваков степен на развој да им кажете на луѓето што им е нив потребно. Подобро е да се сознае што им е на луѓето потребно и да се понуди таков интерфејс, таква технологија и слично.
И меѓутоа начинот на кој што користиме компјутери е променет во последниве 10 години многу. Со најпрости зборови кажано, пред 10 години одевме ние кај компјутерот да го користиме. Сега компјутерот е во мобилни телефони, доаѓа со нас. Така, тоа е огромна разлика на тоа какви апликации ќе развиваме и слично. А друг тренд е нели се оди кон миниатуризација на сите тие интерфејси. Сега за нас станува не баш сосема згодно да работиме на мали интерфејси со мали тастатури и сето тоа е. Она што би било голема револуција е да се најдат нови интерфејси. Например, наместо да гледаш на мобилниот телефон на самиот екран, каде и да си седнат, да искористиш некој екран кој што до тебе, значи мобилниот директно се поврзе на него, или да се поврзе на проектор на зид и слично. Наместо тастатура да ја носиме со нас со мобилниот телефон или да користиме мобилниот, да се направи некој мислам, има вакви работи, со овие работи не ги зборувам на памет, има веќе прототипови и слично, меѓутоа не се во широка употреба. Кај што на пример, наместо да ја носиш тастатурата со себе, ја проектираш тастатурата на масата и со самото типкање на масата внесуваш податоци. Facebook, Twitter, другите социјални мрежи, можностите на интернет како нов медиум, каде оди таму развојот, колку луѓето се свесни за се она што го стават како лични податоци на интернет, таму може и да се заработи, но и дебело да се заглави, претпоставам. Најнебезбедното е човечкиот фактор. Значи луѓе кои што ставаат лесни пасворди, го кажуваат пасвордот било кому кој што ќе го каже, или оставаат податоци, оставаат сопствени слики на интернет кои што после некој може да ги искористи за нешто. Значи за тоа треба да се биде многу внимателен. Конкретно Facebook има многу случаи кај што се тужи со различни компании или групации точно околу тоа кои податоци тие ги прикажуваат за луѓето. Например, неколку пријатели баш овие денови ме прашува како Facebook заработува. Значи тоа е исто интересно прашање. Тие заработуваат врз база на оние реклами што ги гледате од страна. Меѓутоа тие заработуваат ми се чини најмногу од тоа што имаат статистика за луѓето кои што го користат Facebook. Она што го прочитав во весник пред некој ден дека некоја голема козметичка компанија, мислам че нека беше L'Oreal, сакаше да направи таргетирана кампања на Facebook, да види која група на луѓе го посетува нивниот сајт, која група позитивно ги оценува нивните производи, кои производи ги оценува позитивно. Со тоа тие добиваат маркетинг и таргетирано, значи нудење на производот на тие луѓе, затоа што од технички аспект, јас исто не работам во маркетинг, меѓутоа од технички аспект предизвикувачкиот проблем во тој маркетинг на интернет е како да му се понуди она на корисникот кој што баш тоа му треба, а некој што ќе игнорира тоа. Доколку луѓето знаат да бидат невнимателни, да остават некакви податоци лични пред се на интернет кои понатаму би можеле да се злоупотребат, се претпоставува дека институциите и моќните држави како САД на пример треба да се многу повнимателни, но сепак им се случи една непријатност како што е WikiLeaks. WikiLeaks е ликс во смисол на истекување на податоци. Сега оригиналната цел, јас колку што се сеќавам, затоа што го имав читано и порано, беше луѓе кои што ги викаат whistleblower, значи луѓе кои што откриваат тајни во некоја компанија, претежно во некоја организација, значи откриваат коруптивен скандал и слично, меѓутоа во таа хиерархија не можат да го кажат затоа што би настрадале лично. Оно што јас како што разбирам, WikiLeaks нив им нудеше анонимност на whistleblower, тие да ја извадат информацијата на интернет, па после тоа, значи таа информација станува јавна. И ми се чини дека тие не ја ни коментираат информацијата, не тие селектираат, тие само му овозможува анонимен пристап на тој корисник. И сега тоа како технологија е многу интересно, значи како да дозволиш да некој стави податоци некаде и да зачува комплетна анонимност. Како ќе се одвиваат комуникациите во иднина? Кои се претпоставките на научната јавност? Ќе има ли класична комуникација со станоци кои ги знаеме денес во форма во која се или ќе комуницираат машините меѓу себе? Машините ќе комуницираат меѓу себе дефинитивно, значи на тоа се оди. Меѓутоа за класични состаноци и класичен тип на компанија во која што сите физички доаѓаат на едно место, мислам дека тоа ќе се менува, затоа што сега на пример трендот е да се зборува за технологии кои што заштедуваат енергија. Зелени технологии кои што намалуваат карбон диоксид во јаглеров диоксид во атмосфера, па
ја подобруваат климатските услови на земјата и слично. Сега на пример има еден, ќе ви кажам од конкретно научните конференции. Има примери каде што ние одиме на научни конференции во кои што зборуваме за безжична технологија која што ќе биде зелена и која што ќе заштедува енергија, а одиме на тие конференции со авиони, со само одење со тие авиони ние сме направиле јаглерод диоксид колку што 10.000 такви инвенции нема да го намалат. Значи, иднината е да се прават тој тип на конференции, тој тип на состаноци преку интернет. Сега баш еден од главните истражувачи на Microsoft на последната конференција кај што бе по Мајами зборуваше дека главна работа е тие интерфејси како да кога имаш состанок со луѓето да имаш чувство дека се баш тука до тебе. И се технологијата одамно зборува за тоа. Такви видеофони постоеле во Америка во 60-та година. Вие сте научен истражувач, но подеднакво ја сакате и музиката. Колку имате време за ова хоби воопшто, за било какво хоби? Имам единствено време за фамилијата која што исто живее со мене во Данска. За музика многу малку време за жал. Затоа што најголем проблем на истражувачите е што работата им е и хоби во исто време. И другите хобија може да страдат заради тоа. Постојано се обидам дека треба да најдам време и за едното и за другото, меѓутоа тешко оди. Мислам дека е убаво да се имаат такви комплементарни работи кои што би се инспирирале една со друга. Се поголем број млади заминуваат од Македонија да побараат својата шанса назад. Одливот на мозоци не е проблем, но сега тоа е така од осамостојувањето на Македонија наваму. Како да се спречи сето тоа, не да се спречи, но како да се мотивираат младите луѓе да останат тука? Што фали од? Значи, убаво е и не само убаво, значи може подобро е како да се мотивираат луѓето да се вратат некогаш, затоа што убаво е да се оди надвор, да се видат тие средини како функционираат и сето тоа. Меѓутоа она што се овозможува во западноевропски земји е конкретно во однос на софтверска технологија или на вакви телекомуникации технологии е стимулирање на предприемаштво, стимулирање на да постојат фондови, да постојат институции во кои што луѓето ќе може своите идеи да ги реализираат и преку нив да ствараат вредност, нови работни места и слично. Тоа е едната работа. И втората работа е правење на ефикасна администрација која што ќе може да ги абсорбира парите од научните проекти од Европска унија и слично, затоа што мислам дека тоа е работа на реформа на таа администрација, затоа што конкретно кога ние добиваме пари за истражување во Данска од Европска унија, тие доаѓаат на нашиот институт и ние може директно да раководиме со нив. А тука, колку што знам, моите колеги во Македонија исто се многу успешни во наоѓање на пари од Европска унија, меѓутоа начинот на нивно користење не е толку едноставен заради ми се чини административни, законски пречки и слично. Значи, олеснување на тие работи, олеснување, промовирање на предприемништво и исто така мислам трета работа која што е профилирање на техничкото образование. Значи, не само да се оди кон тоа да се ствара информатичко образование, меѓутоа да се направат студии, да се види во која насока ние имаме потенцијал да се створат кадри, што тие кадри би работеле и како да се стимулираат да почнуваат да стварат вредност во таа насока. Мислам дека тоа е она што е поразлично во западните држави. Се гледате ли во иднина, може би повторно назад дома во својата татковина, во својот град? Сега во моментов не, затоа што имам многу добри услови, многу проекти течат и сето тоа, меѓутоа не знам што ќе се случи. Може сите овие услови да се променат за некоја година. Благодарам. Добар.